Со законски измени треба да се ограничи моќта на градоначалниците, бара првиот човек на кисела вода Орце Ѓоргиевски. Тој вели дека во ЗЕЛ се работи на составување тим кој ќе предложи измени во Законот за локална самоуправа, за да може да се смени градоначалник во текот на неговиот мандат. Според него, не смее да се дозволи некој да го преспие 4-годишниот мандат без да биде казнет за тоа. Дополни и дека ако градоначалниците знаат дека би можеле да бидат сменети, ќе бидат мотивирани нешто да сработат. Не потенцираше дали овој закон би бил подготвен и би профункционирал пред локалните избори или по нив. Јас сметам дека треба да се ограничи моќта. Тогаш и градоначалникот ќе знае дека може да почне, но нема да му заврши можеби мандатот до крајот на мандатот, и логички е дека ќе размислува за нешто да реализира. Ние имаме градоначалници од минатото кои што 4 години ги поминаа во хибернација мандатите, кои што ги преспаа, народски кажано, мандатите. И нема никаква казна. Казната единствена е изборите. Мора да се воведе механизам со кој што и порано може да дојде до одговорност, не зборам само за кривична одговорност, но за одговорност кај градоначалниците и на тој начин да се регулира неговото работење или неработење. Најизразен проблем со градоначалникот кој граѓаните не се задоволни е случајот со градот Скопје. Скопските градоначалници не успеа да ја одземат ингеренциите на градоначалничката Арсовска и министерот Перински вели дека законски се ограничени во тој дел. Сепак Ѓоргиевски смета дека не смее да се дозволи еден човек да го држи во заложништво цело Скопје, па затоа и покренува вакви измени. Тој вели дека комуникацијата со Арсовска и покрај сите напори не постои, а бројот на директори во јавните предпријатија постојано се менуваат без некаков напредок и подобрување на нивната ефикасност. Таму знаете дека за во Гинис може да се кандидира градот Скопје и градоначалничката за број на променети директори за 3 години. Ова не се случило никаде во светот. И е парадоксално и смешно. Смешно е, но на крајот на денот е повеќе трагично од што е смешно, затоа што последиците се за нашите сограѓани. И јас неколку пати го имам споменато тоа, се работи за жал за конфликтна личност, без менаџерска способност, апсолутно никаква, и човек кој што и покрај тоа што нема добар начин на комуникација, нема менаџерски способности, одбива и да прими совет кога некој се труди да помогне за да се надмине одреден проблем. Ѓоргиевски бара и поголеми казни за создавачите на диви депонии, бидејќи смета дека сегашните се прениски, па на градежните компании повеќе им се исплатало да платат глоба отколку да го однесат отпадот во Дрисла. Тој се залага и за воведување комунална полиција. Градоначалникот рече дека реализирал над 90% од ветените проекти во неговата општина. Ѓоргиевски ги потврди и неговите намери на следните локални избори да биде кандидат за прв човек на Скопје. Смета дека ќе биде добар градоначалник на главниот град, но вели се ќе зависи од одлуките на неговата партија и задоволството на граѓаните од неговата работа.